Здраво, дечки, и добре дојавте на денешниот предизвик. Бидејќи 22 април е денот на планетата Земја, ние по тој повод ќе правиме терариум. Сигурно се прашувате што е тоа терариум. Терариум е слично на аквариум, но нели бидејќи тера значи земја, тоа значи дека во затворен простор ставаме земја и други работи кои што ќе ја имитираат планетата Земја. Која е целта на овој терариум? Целта е да создадеме еден затворен систем во кој што водата ќе врти постојано, што значи дека создаваме нешто што е само одржливо и нема потреба да го наводнуваме секој ден или секоја недела, туку самото тоа ќе се наводнува. Сега, за да го објасниме малку повеќе терариумот, треба да видиме од што е изграден. Најпрво, првиот дел кој што може да го забележите тука е направен од камчиња или од памук кои што ќе ја држат, кои што ќе имаат улога на резервоар, кои што ќе ја чуваат вишок од вода. Потоа имаме земја која што е всушност храна за растението, од кај што тоа ги добива хранливите вредности, водата и слично. И на крај имаме растение, едно или повеќе растенија или трева, кои што го представуваат живиот свет на планетата Земја. Воздухот, нели е атмосферата на планетата Земја, а затвореноста на теглата всушност ја представува атмосферата, бидејќи нели Земјата е обвиена со атмосферата и на крај со оваа тегла, односно со терариумот, го докажуваме ефектот на стаклена градина, односно тоа дека кога топлината од сонцето ќе навлезе во теглата, е тешко да излезе и така што таа останува заробена. За овој предизвик ќе ви бидат потребни камчиња или памук, со кој што ќе оправиме првиот слој на терариумот, кој што ќе ја држи водата. Потоа земја и некои растенија кои ги имате дома или пак некои кои што може да ги најдете во вашиот двор. Здраво, Дора. Тегла која што ќе оправиме терариумот, лажички за ставање на земјата и вода со која што ќе го полиеме на крај. Започнуваме со ставање на камчињата. Ја полниме околу пола тегла со земја, а потоа ги ставаме и растенијата. Ова е резултатот од преседувањето на цвеќињата и може да забележите дека само пола тегла е полна, бидејќи останатиот простор треба да биде воздух, за да можат растенијата да дишат.
Малку и го украсивме терариумот и може да забележите дека веќе почна водата да кондензира, односно да се претвора во паре. Исто така не е страшно и да го отворите терариумот за да проверите дали има доволно влага, помалку или повеќе влага, дали треба да притурите вода и слично. И истиот може да ви послужи како декорација во вашиот дом, така што мојот терариум ќе стои тука на моето биро. Не заборавајте да направите слика или видео од изработката на вашиот терариум и истото да ја прикачите на Инста или Facebook.